Измените на кривичниот закон што неодамна беа изгласани во собранието со 48 гласа за супат во казнено-правниот систем, смета професорот Владо Камбовски. Со право, најголема реакција предизвика тргањето на членот што се однесува на казни за злоупотреба на јавни набавки, вели Камбовски. Во меѓувреме беа вршени одделни, така да речам, упади во казнено-правниот систем под определени влијанија на мигот. Очигледно дека и сега такво влијание на некој миг потребен извршил, дал еден таков ефект да се извршат промени кои поминаа како што поминаа. Измените доаѓаат во време кога работна група составена од експерти заедно со ОПСЕ повеќе од 3 години подготвува нов кривичен законник кој во октомври требаше да биде предаден на Министерството за правда и да влезе во собраниска процедура. Нејзин член е и Камбовски. Со измените сега ќе се овозможи некои дела порано да застарат, а поранешни функционери да се спасат од одговорност. Дали ова може да алудира на некаков договор за можна амнестија? Па тоа сега овие разговори што ги читаме нешто на тоа индицира на такви некои договарања. Не можете друго да заклучите. Ако ние не се вратиме на патот на правото и на уставноста, ние нема да добиеме вакво вето, безсмислено вето, што го добивме од бугарите околу едно прашање кое за мене дури не заслужува толкав публицитет, како што ќе добиеме едно тешко вето за владењето на правото, од кој после не ќе можете лесно да се излекуваат. Професорот Таки Вити вели дека само затворските казни нема да ја решат корупцијата. Вие ќе го осудите, ќе одлежи затвор, меѓутоа милиони се одлеале и тој имот треба да се најдат механизми прецизни да се конфискуваат. Тоа во значајна мера би го намалило степенот на корупција. И тука, знаете, најбитна работа е, ние можеме закони да менуваме вакви или онакви, декларативно да велиме нема толеранција за корупцијата, ќе одиме на нулта корупција и така натаму. Меѓутоа, политичката волја е основна. Политичката волја на партиите кои што се на власт, кои што ја имаат мојта. Корупцијата во Северна Македонија е претворена во системски проблем, влезена е во сите пори на општеството, додава Камбовски. По мене не може да се направи пресврт без забрзување на процесот на интеграција на државата. Со поддршка на Европска Унија, со засилување на мониторингот и влијанија на низ преговорите за одделни области, да започне постапно да се таа клима на корупција, на ендемска корупција, да се тој облак да се тргне од македонското небо. Следната работа да се засечат изворите на корупцијата. Изворите на корупцијата се во политичките партии. Од таму почнува се. Од амбасадата на САД вела дека ќе продолжат да соработуваат со Северна Македонија за решавање на сите проблеми. We will continue to do everything. Ќе продолжиме да правиме се што е во наша моќ за почитување на човековите права. Сите ние имаме удел во трансформација и градење на фер и демократско општество. Охрид Деновиве е домаќин на Охридската школа по природно право, на која се дебатира за препознавање и разбирање на организираниот криминал и корупција во контекст на владење на правото. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.